Добар ден и од мене. Мојата тема денеска ќе биде како да се менаџирате и пријавувате несакана реакција од лекови. Во медицината сигурно сте го сретнале поимот фармаковигиланца. Според Светската здравствена организација, тоа представува наука и активност поврзана со откривање, проценка, разбирање и превенција на несакани реакции или некој друг проблем поврзан со примена на лекови, која е наречена фармаковигиланца. Фармаковигиланцата за прв пат се употребува од страна на французите како студија за несакани ефекти од лековите. Потекнува од грчкиот збор фармакон, што значи лек или медикамент, и од латинскиот збор vigilans, внимателно или грижливо. Процеси на фармаковигиланцата се собирање на безбедносни информации, идентификација на можен ризик, испитување и анализа на безбедносни сигнали и акција. Бенефит од следењето на фармаковигиланцата представуваат по регистрација на лек се добиваат информации за ефикасноста и безбедноста на лекот од негова употреба во популација во секојдневната рутинска клиничка пракса. Се добиваат многу корисни информации за примена на лекови во специфични популации на пациенти, како гериатриски пациенти, педиатриски пациенти, бремени жени, доилки и така натака. А дополнително, во овој период се идентификуваат и ретките несакани реакции. Следењето и пријавувањето на несаканите реакции овозможува да ги заштитиме пациентите, да обезбедиме важни и актуелни информации за безбедноста на лековите, на здравствените работници, како и да ги почитуваме регулаторните барања за безбедноста на пациентите. Информации за квалитет, ефикасноста и безбедноста на лековите се добиваат од предклиничките и клиничките фази, од развоја за секој лек, безбедносните информации за лекот добиени од клиничките студии се ограничени бидејќи потекнуваат од неговата употреба во специфични и строго контролирани услови дефинирани во протокол од клиничките студии. Дефиниции на безбедносни информации кои ги пријавуваме се несакан настан, adverse effect, несакана реакција на лекот, adverse drug reaction, сериозен несакан настан, serious adverse effect, и извештај за посебен случај. Што е несакан настан? Несакан настан представува секоја несакана медицинска појава кај пациент или субјект на медицинско испитување кај кого бил администриран фармацевски производ и кој не мора да биде поврзана со самиот третман. Несакан настан затоа може да биде секој неповолен и ненамерен знак, вклучувајќи и абнормален лабораториски навод, секој симптом или болест кој временски е поврзана со потребата на медицинскиот, односно испитуваниот производ, поврзана или неповрзана со медицинскиот, односно испитуваниот производ. Несакана реакција е секој штетен и ненамерен одговор на медицинскиот производ поврзани со секоја негова доза. Несакана реакција на лекот се однесува на поврзаноста на настанот и лекот. Што е сериозен несакан настан? Секоја несакана медицинска појава која при било која доза на лекот, која предизвикува смрт, представува закана по животот, резултира со хоспитализација на пациентот или продолжување на веќе постоечката хоспитализација, доведува до постојана и значајна неспособност, односно хендикеп, е конгенитална аномалија, односно вроден дефект, е медицински значајна и бара интервенција за да се спречат појавите кои се спомнати погоре. Несакани настани од лекови кои се користат кај пациентите со мултипна склероза, многу чести симптоми. Тоа се симптоми слични на грип, како главоболка, болки во мускулите, чувство на ладно или треска. Вообичаени симптоми, губиток на апетит, чувство на слабост и умор, потешкоти во спиењето, депресија, диареја, модринки по кожата, ноќно потење, болки во мускулите, болка, модринки и црвенило на местото на инектирање, стомачни тегоби и црвенило. Невообичаени симптоми, опаѓање на косата, чувство на печење на местото на инектирањето, потешкоти во дишењето, проблеми со бубрезите. Сериозни симптоми може да бидат алергиски, оток на лицето, устните и јазикот, тешко дишење и исипна инфекција. Реакции поврзани со инфузијата. Депресија, тоа е чувство на тага, вознемиреност и безвредност. Проблеми со црниот дроб, пожолтување на кожата или белките на очите, сврап по целото тело, се чувствувате како да се разболувате, лесно добивање модринки по кожата.
и PML, прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија. Тоа е ретка мозочна инфекција која може да има латентен исход или тешка попреченост. Го намалува бројот на белите крвни клетки. Симптоми на PML: променета ментална состојба, моторни дефицити, како хемипареза или монопареза, атаксија на екстремитетите, атаксија на одење, визуелни симптоми. Фактори кои го зголемуваат ризикот за PML, тоа е титарот на JCV антителата, односно позитивен статус на анти-JCV антитела, примање на имуносупресивна терапија пред примање на натализумаб, време траење на третманот со натализумаб да не биде поголем од 2 години. Препораки за тестирање: се тестираат пациентите пред третманот со натализумаб. Ако е негативен, може да се лекува со истиот лек и да се повторува тестот на секој 6 месеци. Доколку тестот е позитивен, односно е поголем од 1,5, треба да се прекине терапијата со натализумаб. Премедикација пред администрација на окрелизумаб. При секоја интравенска инфузија со окрелизумаб мора да се администрира премедикацијата, чија цел е намалување на инциденцата и сериознота на реакциите поврзани со инфузијата. Односно 30 до 60 минути антихистаминик се дава и 30 минути 100 мг интравенски метилпренизолон. Дополнително може да се даде и премедикација со антипиретик, например парацетамол, приближно од 30 до 60 минути пред секоја инфузија за окрелизумаб. Оваа терапија се дава како премедикација затоа што лекот е интравенозна терапија. Како интравенозна терапија се дава. Услови за вклучување на терапија со кладрибин: испитување за латентни вирусни инфекции, хепатит Б и С, ХИВ, туберкулински тест, позитивни антитела за варичела зостер вирусот, нормален број на лимфоцити, базичен МРИ да не биде постар од 3 месеци пред вклучување на терапијата и исклучување на бременост. Услов за вклучување на терапија со финголимод: испитување на вирусни инфекции, истото херпес, хепатити, ХИВ, туберкулински тест. Битно е очен преглед да има и кардиолошки преглед да има пред вклучување на оваа терапија. Што е извештај за посебен случај? Извештај за посебен случај е бременост, недостаток на ефикасност, предозирање, погрешна употреба и злоупотреба на лекот, грешки при взимање и администрација на лекот, вклучувајќи професионалната изложеност, фалсификати на лековите, сомневање за пренос на инфективен агент преку медицински производ, смрт, употреба на лекот надвор од добиеното одобрение и прогресијата на болеста. Минимум елементи потребни за валиден извештај. Значи, се внесуваат основни податоци, како иницијали, возраст, пол, возрастна група, податоци за контакт, расположливи податоци за контакт се телефон, адреса, имейл. Несакан настан, значи се опишува настанот кој настанал при апликација на лекот, барање и вклучување на дополнителни информации и термини, и податоци за производителот, односно лекот, или лекот, тоа е генеричкото име и заштитното име, односно брендот кој се користи во нашата земја и серијата на лекот. Обезбедување на следливост на биолошки лекови. Податоци со заштитното име на лекот, како и неговиот серијски број, се посебно барање за биолошките лекови. Како би можела да се обезбеди следливост на биолошките лекови и е според препораките на Светската здравствена организација во врска со фармаковигиланцата на биолошките лекови. Медицинската сестра, лекарот и фармацевтот се клучни за да обезбедат потребни информации. Несаканиот настан треба да се пријави и ако недостасува некој од елементите. Како да пријавиме несакан настан? Значи, несаканите настани треба да се пријават до Агенцијата за лекови и медицински средства, кај нас се вика МАЛМЕД, на специјален формулар изготвен за пријавување на несакани настани електронски. Значи, овој формулар можете да го најдете на веб страната на фондот, да се отпечати. Може самиот пациент да си ја пополни или да се обрати до медицинската сестра или својот матичен невролог, кој можете и они да пријават. Посебни состојби кои се пријавува, значи тоа е бременост, сите бременности треба да се пријават, вклучувајќи експозиција на мајката пред бременост, за време на бременост, експозиција преку доење и преку таткото. Например, пациентката пријавува дека забременила додека примала одреден лек или престанала да зема некој лек откако дознала дека е бремена.
Пациентот пријавува дека неговата партнерка останала бремена додека тој го земал лекот. И заклучок, при примена на лекови не смее да се занемарат и потенцијалните несакани ефекти. Пациентите мора да бидат внимателно следени како во тек на земање, значи знаеме дека може да се прима лекот субкутано, односно подкожно, интрамускулно, интравенозно и како орална, односно таблетарна терапија, така и во периодот што следи по земањето. Секогаш кога има несакан настан, треба да се обезбеди генеричкото име, брендираното, односно продажното име и серијата на лекот. Ви благодарам.